За разлика од останатите градови, Куманово се уште не бележи пат на новозаболени и хоспитализирани пациенти. Во Кумановската болница на двата одели, инфективно и модуларната, се хоспитализирани речиси 100 пациенти позитивни на COVID-19. Наплив има и од соседните општини, претежно Кратово и Крива Паланка. Дневната болница ја посетуваат 40 пациенти, а амбулантски прегледи само вчера имало 118. Доминираат пациентите од 55 до 65 години, но во овој бран се повеќе има и млади, информираат здравствените работници. Поголемиот дел се невакцинирани и баш оние со најтешка клиничка слика и починатите тие ни се невакцинирани, значи на кислородна подршка имаме денес 39 пациенти. Значи тука е бројката, имавме во минатата недела и предминатата дури 65 до 68 на кислородна подршка. Сега е помала бројката, ја искрено се надевам барем дека ќе доаѓаат луѓе со малку поблага клиничка слика. Инаку грото се невакцинирани, некои од нив чекале да развијат потешки симптоми па се јавиле на преглед, некои биле третирани во домашни услови, но заради влошување на состојбата се донесени тука. Оние што се со најтешка клиничка слика се трансферираат на повисоко на терцијарно ниво. За сега болницата располага со доволен број места, но и персонал, иако ќе се јави проблем со усогласување на смените. Ќе мораме да ги задржиме младите лекари кои што треба да почнат на специјализација, прилично голема бројка, 15 се. Значи, дел од нив работат во ургентниот центар, дел се ангажирани во модуларната болница, но ќе побараме една дозвола од Министерството и од деканатот да малце се пролонгира тој рок додека да помине овој бран. Не смееме да ги оставиме пациентите незгрижени, а исто така и во самиот договор за работа се пишува дека заради итни и неодложни потреби може да бидат ангажирани додека има потреба од нив. Ако во првиот и вториот бран како најкарактеристични симптоми беа губиток на чувство за мирис и вкус и кашлица, во овој бран е сосема поинаку. Здравствените работници објаснуваат дека не може да се издвои карактеристичен симптом, вообичаено почнува со фебрилност, но има и афебрилни случаи со подкашлување затнат нос. Инаку благодарение на донации од општествено одговорни компании и здруженија, општата болница неделава доби возило и 50 нови кревети.